Здраво на сите гледачи, јас сум Бојан Шашевски, а вие следите нова емисија на час на Радио МОВ. Повторно снимаме во би рекол, едни полуизолацијски услови, да не се стискаме у студио, нели, пандемија и така натаму. Затоа решиме да тераме пак вака, по некој трети, четврти пат. Нели, секој од овие прозорчиња што ги гледате наоколу, сите млади луѓе, секој од дома или од каде биде од работно место, преку Zoom комуникација за да истераме оваа епизода на час. Оваа емисија на час нема да биде толку, би рекол, фокусирана на образованието како што сугерира, нели, самото име, повеќе би зборувале за изминатава 2020 година со млади луѓе од различни сфери, би рекол. Ќе направиме еден рекеп, односно ќе направиме еден вид осврт на оваа пандемиска година преку муабети, ставови, искуства, достигнувања, идеи, предизвици на младите луѓе, но и нивните желби и замисли за идната 2021 година. Ќе речем за малце во студиото ги имаме по навика, но не за студиото, на екранчијата ги имаме Орхан Багашов од Тетово, кој е средношколец, иноватор, креатор на роботска рака и дел од тимот, ако не се лажам, Bionic се викаше така. Потоа Мартина Петреска, интегрален дел од Младинскиот културен центар, место кое што би го рекол дека е еден вид културен факелносец во Скопје и за младите. И тука исто така Елена Данова од Сдруженијето за едукативен развој Еквалис, но и дел од иницијативата Fridays for Future. Најпрво, дечки, би сакал да направам едно крупче мало, нели, хубаво да ги запознаеме гостите за гледачите. Ќе почнам со Елена, последна што ја споменав. Елена, ти беше прилично, би рекол, активна во оваа 2020 година, нели? Се гледавме по настани, се гледавме по конференции, се гледавме по протести, нели? Може да ми кажеш од лична перспектива, што ти доаѓа прво на памет, онака кога ќе спомнуваме млади 2020 година, нели, низ призма на она што го правеше Елена во 2020 година, не и она што се заложуваше Еквалис. Да, фала ти, Бојан, прво што не викна тука и мислам дека оваа дискусија е навистина важна и така ќе дојде како едно заокружување на оваа сосема необична година во споредба со сите други години што сме ги имале досега. Од однос на прво, јас би зборувала од аспект на младинска работничка, бидејќи тоа е она што секојдневно го правам и тоа е таа улога што секојдневно ја имам во Еквалис. И од тој аспект некако сите чувства што ги имам околу оваа година се прилично стегнати, поврзани со одредени анксиозности и навистина во сите емоции што ги чувствувам поврзани со младите и оваа година што помина, има доста стегнатост и многу малку слобода, би рекла. Но има многу креативност истовремено, бидејќи како лице кое што секојдневно работи со младите, навистина секој ден сведочев на неверојатни креативни решенија кои што младите ги нудеа во секој можен аспект. Од тоа како да се помине слободното време и со што да се замени дотогаш неформалното дружење и социјализацијата, до тоа како да се остане продуктивен и да се задржи она чувство на продуктивност и исполнетост. Од друга страна, во однос на младинското здружување и активизмот, за жал, во споредба со претходните години, оваа година не видовме многу млади на улиците, што е навистина тажно, но истовремено ова дефинитивно беше година во која што младите од многу различни иницијативи изнајдоа и научија и измислија многу креативни решенија како својата потреба за активизам да ја пренесат во дигиталниот свет, односно во виртуелниот простор и оттаму да делуваат кон решавање на проблемите и создавање притисок врз донесувачите на одлуки.
Фала ти, кога спомна дигитализацијата, ќе се навратиме подоцна кога ќе збориме пошироко малце за пандемијата и начините, нели, како се справуваме со пандемијата. А би продолжил со Орхан, со тебе. За тие што не те знаат, знам дека колешката уште Емилија уште претходната година правеше едно видео со тебе, те представи пред јавност и така натаму. Знам дека поминуваше доста надпревари, имаше периодот со така наречената роботска рака. Може ли да ми објасниш еве за тие што се, да речем, паднате од Марс и што не те знаат, нели? Што значи таа роботска рака и каква употреба има во технологијата, нели, но и во медицината? Да, па последните 2 години мислам работев на роботска рака, после бионичка рака. Во моментов сум со тим и работиме на бионички раце. Тоа се електронска протеза за лица со недостаток на горен екстремитет и се трудиме да направиме најевтината бионичка рака, така што секој да може да се дозволи у земјите што се уште се развиваат. Што значи, каква помош има во однос на како додаток на раката? Каква помош на кои луѓе им помага се тоа? Да, па на луѓето што имаат недостаток на горен екстремитет, посебно недостаток на подлактица, и со помош на бионичката рака може многу полесно да ги извршуваат секојдневните работи. Знам дека пред период некој пишувавме, ние знам за Радио Мов пишувавме дека добивте некој меѓународно признание. Тоа беше во склоп на група. Ти како иноватор работиш сам, но и работиш, знам дека во склоп на iBionic беше, така? Да, iBionics. Да, јас почнав проект сам како роботска рака. Тоа беше дел од Humanit робот. Тоа е целосно човечко тело, роботска. Ама после излезе предизвикот Generation Unlimited, што беше предизвик за лица со попреченост и дигитални решенија за лица со попреченост. И тука го формиравме тимот iBionics со уште тројца мои соученици од заедно учиме во Јахја Кемал во Скопје. И така почнавме пред точно 1 година и уште работиме на бионичката рака и уште 1 година имаме како дел од проектот и се надеваме и после ќе продолжиме заедно. Ќе се навратам пак подоцна на тебе. Беше битно сега да поминам да го упознаем малце повеќе публиката. Мартина, знам дека за МКЦ негде прочитав на една си правевте собствен отчет, ако не се лажам пред некој ден. Прочитав и тоа ми беше многу симпатично и кул така да прочитам што само една како јавна институција која што е задолжена за културниот долг, долгогодишен културен живот на младите, не само за младите, да речем. Знам дека пишувате дека имавте вкупно 389, ако не се лажам, настани и над 25.000 публика. Ова се доста едно, би рекол, солидни брои како се земе предвид целата пандемична година. Да, прво здраво на сите, јас сум Марцина, се занимавам со промовирање на култура во Младинскиот културен центар Скопје. Фала ти, Бојан, на поканата. Значи, оваа година ние бевме тотално изгубени првиот месец и не знаевме што ќе се случи, али стегнавме зави и се одлучивме да склопиме некако сите заедно со другите културни центри и да почнеме некаква програма, бидејќи реално сите во текот на карантинот се навративме на културата. Сите гледавме филмови или читавме книги, слушавме музика, сите се навраќавме на културата, така да се решивме дека треба да склопиме програма што ќе се што на некој начин ќе може да се реализира во овие ужасни услови. Отчетот го напишавме бидејќи не ни се веруваше дека воопшто кога се случи се што се случи годинава, дека ги реализиравме сите главни фестивали, начинот на кој публиката ни враќаше
беше, не знам, едноставно не ни се веруваше се што се случи и решивме да го ставиме тоа во еден отчет убав така, да го пишеме и да ги тагнеме сите и да си честитаме на еден начин за годинава, пошто стварно некако кога ќе се вклопите сите заедно се дешаваат многу убави работи. Ја начнавте и Елена ја кажа пандемијата и ти спомна дека нели работевте според можности и услови. Тешко ли беше, мене ме интересира, еве некој како млад човек ти како се вклопи од целиот тим и како беше, затоа што имаше треба дополнително обезбедување, треба дополнителни услови, раце миење на проверување температура, нели сите од вие работи. Дали успеа истиот тим или моравте да ангажирате сосема други луѓе за да изведете целата таа работа и за на младите да им понудите една прекрасна таква програма ни сабота? Па се започна со првиот проект Култура во време на корона, кој беше поддржан и инициран од град Скопје и културните центри МКЦ, Универзална сала и КИЦ. Заедно се одлучивме за време на полицискиот час да има концерти, имаше и представи, имаше и онлайн изложби и тоа беше почетокот, значи дури траеше карантинот. Култура во време на корона заврши некаде средина на април и после тоа во меѓувреме подочно се случи и формирање за прв пат здружение на културни промотери во нашата држава. Се вклопија многу продукции кои работат на настани, се вклопивме и ние, кај нас често се случува со станоците. И преку тоа здружение апелиравме до властите за добивање, за подочно олабавување на мерките, со цел правење на настани надвор, бидејќи тоа дојде топлиот период каде што нели знаевме имаме простор да се излезе надвор и почнавме со кино на отворено, потоа следува имаше фестивали, Македок се случи кај нас за прв пат го вдомивме во паркот позади МКЦ. После имавме и прв пат се случи Флипбук филм фестивал кај нас, исто во паркот. Сега да не ги редам сите настани, али почнавме настани на отворено, за да првично и опипаме ситуација, прво размислувавме публиката како ќе реагира на целиот момент и имавме позитивен одзив. Не дека не се плашеа луѓето, али сепак нудевме програма која беше целосно изработена по протокол и беше програма на која стварно можеш да доеш да уживаш без да се плашиш дека ќе се разболиш. Кога збориме, извини, ќе се вратиме пак на МКЦ поновно, извини. Сега дури ми текнува. Елена, кога збориме за простори, за младински простори и така натаму, знам дека би сакала поврзаме оно што Еквалис го збореше дека недостасуваат физички простори за младите. Односно тоа беше малце отежното сега со пандемијата, нели? Затоа што односно за места каде формални и неформални иницијативи или организации ќе се собираат, нели, да работат, да се дружат, да прават планови, разминуваат идеи и слично. Како пандемијата влијаеше тоа и дали тие самите простори влијаат и на самите организации да можат да ги тераат овие работи што ги замислил? Да, дефинитивно супер прашање. Младинските простори и младинските центри кои што претходно постоја и функционира на база на отворени катчиња во кои што младите можат слободно да поминат во кој било период од денот и да го потрошат, да го поминат таму своето слободно време без никакви обврски и задолженија, само поминување на слободното време и едноставно можеби и разговор со младинските работници кои што се таму присутни. Откако почна пандемијата, сето тоа исчезна и мислам дека во полето на младинската работа ова е можеби најголемиот предизвик кој што се случи и навистина беше тешко и се уште е тешко и предизвикот е енормен за тоа како да најдеме начин да сепак го овозможиме она неформално време кое што младите имаат потреба да го поминат некаде каде што се чувствуваат безбедно. Бидејќи
младинските центри, младинските катчиња, како и да ги наречеме, не се само место каде што младите ќе дојдат и ќе се дружат. Мислам, тоа е она што го гледаме на површината, но под тоа има многу аспекти кои што се Да, од страна јавноста мисли младите само доаѓаат, дремат тука и седат со саати, не знам. Знаеш. Дефинитивно, мислам, многу млади во нашето општество се соочуваат со предизвици со менталното здравје. Но пред се и поради стигматизацијата, но и поради разни околности, едноставно не секогаш имаат начин како да посегнат по решение и соодветна поддршка, па некако многу често младинските центри доаѓаат како безбедно место каде што можат да побараат насока и младинските работници може да имаат таа улога да ги насочат каде нели соодветно да се обратат. Од друга страна, многу млади, навистина многу млади се соочуваат со семејно насилство, дали се сведоци или се жртви, и ова е нешто кое што поради фактот што многу малку се пријавува во нашата држава, многу често пред почетокот на пандемијата токму младинските центри и младинските катчиња беа местото каде што младите ќе дојдат и ќе заборават на сите проблеми што се случуваат во нивната секојдневна средина. И дури и денес еве кога разговараме неформално со нашите млади, многу често го слушаме тоа дека им недостига чувството на имање безбеден простор и чувството на бидување некаде каде што се безбедни, каде што нема бариери, нема притисоци, нема насилство, некаде каде што се чувствуваат слободно. Ние како Еквалис што се обидувавме и се уште се обидуваме да правиме за да го некако да дадеме субститут на оној младински центар кој што моментално во физички простор не може да функционира. Се обидуваме да комуницираме со младите на социјалните мрежи, бидејќи некако таму се префрли целата комуникација и целиот оној неформален простор. Па така пред месец време имавме и кампања која што ја нарековме Ај да се изборуваме, и со која што сакавме дополнително да им порачаме на младите дека тука сме на социјалните мрежи, иако не сме во физичкиот простор и не можеме да се сретнуваме физички, тука сме и може нели да ни пишуваат на Инстаграм, на Фејсбук. Сега и ова отвара многу дискусии за тоа колку може еден млад човек да се чувствува удобно во однос на својата приватност на социјалните мрежи, и ова е предизвик како ние сега да ја потврдиме таа сигурност дека информациите се тука и нема да излезат надвор од ова. Тоа е дополнителен предизвик што го имаме и навистина мислам дека токму тој неформален момент е она што најмногу од се фали во младинската работа. И еве, се надеваме дека зимава ќе помине брзо, па колку толку нели во надворешни услови на отворено помага кога се сретнуваме со младите и кога само така нели неформално разговараме. Сите да заборавиме чисто. Малце, да се навратам сега пак на Орхан. Знам дека уште претходниот пат кога емисијата која предаше со Емилија со колешката, кажа дека предизвикле сега како вашиот производ да добие поддршка голема и да се пробие, да добие видливост некоја. Тешко ли беше у целиот овој период пандемија за еден иноватор и креатор да го направи свој производ, да отиде, да добие видливост, да добие признание и сето тоа за да може да добие производ кој се пласира понатаму нели до поширока публика за оние што им треба на крај крајот. Да, па искрено од една страна многу ми помогна пандемијата со тоа што имав многу повеќе време да се фокусирам на тоа што работам. И мислам дека и сите така, и сите имавме повеќе време да најдеме нови хобија и да работиме на нив и да бидеме попродуктивни, посебно на почетокот од пандемијата. Од друга страна, малце потешко, зашто тимска работа малце не е исто кога се работи онлайн и кога сме сите заедно, многу по Сте само извини, кога збориш ка тим, колку сте од тимот ваш? Четворица, мислам, јас се уште тројца. И многу е полесно кога
сите сме на едно место и многу полесно добиваме креативни идеи и иновативни идеи. Тој дел малце фалеше, беше од тој аспект малце полошо, но цена се мислам дека окей пројде. Мартина, знам дека многу од младите, беве изборев и со Млади за Скопје пред некое време и со други иницијативи, река културата не смее да умре за време на пандемијата. Ќе одиме под посебни протоколи, ќе одиме вака, ќе миеме раце, дистанца, но мораме да задржиме она што викам ја, нели, напредна мисла и здрав разум. Како беше ли, еве сега кога спомнувавме, Елена што спомна дигитална, беше ли процесот да ми го кажеш како успеавте вие, ќе моравте да се префрлите на некој начин концертите уживо, да ги префрлите, да ги пренесувате, нели, онлайн буквално сите концерти? Да, тоа беше еден тежок предизвик, што на почетокот, значи како што почна да заладува времево, нели се намалуваат настани на отворено, али ги имавме, нели, изложбите секако по протокол, влага по 1-2 со дезинфекција на раце, со светоа, со дистанца. Имавме понуда од Кино Шишка, инициирана заедно со други културни центри од регионот, како и КЦ град од Србија, да се создаде една мрежа преку која ќе функционираме и ќе ги промовираме нашите настани и уметници и артисти од секоја земја. А тоа беше, извини, само да прекинам, она што беше еден концерт се прикажува тука, еден се прикажува таму, еден оди онлайн тука, еден таму. Тоа започна уште поназад, само се реализира во тоа крос-штрим што го викавме, почна како кино, почна како Шишка вија МКЦ, али го прекрстивме во крос-штрим. Да, имавме еден концерт, еден артист од кај нас, еден артист од Љубљана и вечерта беа како надпревари под наводници, кои се прикажува во живо преку социјалните мрежи на МКЦ и Кино Шишка, а истовремено ако се приклучевте на Zoom линковите кои ги нудевме, можевте да имавте шанса да го гледате концертот од први ред со камери што беше специјално поставено, а истовремено бендот имаше можност да има виртуелна публика со тоа што ја проектиравме публиката на платно. И беше едно такво чудно, многу чудно да го гледаш од страна. Сега значи бендот свири, замислувам сцената у МКЦ. Кино Фрусина конкретно, да. Доле има 10 луѓе да речеме, максимум така или колку. Па нема празна сала, свират пред празна сала, пред камери, само и стримот. Да, стримот иде, единствените луѓе се техника и вработените на МКЦ, или сам тие што работиме. Десетина луѓе, да. Да, десетина луѓе што се многу поназад, така да не ни гледаат, не сме ни у публика. Така да можеш да замислиш колку беше лудо, тоа така целиот период. Тоа не се осеќаше, па не беа дел од стримовите, гледав, не се осеќаше. Бендовите беа анимирани на сцена, односно си играа, си денцаа, си правеа оној нивен перформанс на сцена што го прават секогаш. Да. Мене ми беше многу мило што тоа се случува, бидејќи имаше, не дека немавме на почетокот култура во време на корона, пример, многу им беше чудно на луѓето дека го прават тоа, исто како на проба да свират, али истовремено има публика или нема публика и така беше еден чуден момент каде што доста луѓе и научија и почна да ценат и публиката и фановите да си ги ценат уште повеќе и не знам како и да е од целава пандемија како да произлезе нешто многу подобро што ќе го цениме понатаму и дури во самата понуда на годишната програма целосно пандемијата целосно ни го смени текот на работите и го сменивме и начинот на размислување, начинот на формирање на понудата за годишна програма и дури еве Синедејс планираме да го преместиме во летен период бидејќи многу добро проиде оваа година со кино на отворено низ цело Скопје и да.
позитивно е. Тоа ти. Елена, се вратам на тебе, преска збореше за слободни и удобни простори. Малце кога збориме за слобода, ме подсети на еден протест каде што Fridays for Future, малце ви изостанав како е Fridays for Future, збореше за еквалеж, каде што викавте слобода, 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 каде што бевте спротив влада, а не пред самата влада, затоа што владата ве натера на некој начин да одите преку улицата, затоа што имало некоја делегација, тоа беше аргументот на владата зашто таму протестот, а не пред самата влада. Што се случува еве со Fridays for Future, да ме кажеш, до каде сте, затоа што секој претходната година 2019 секој петок не само кај нас се собираш на глобално ниво, ова движење се ширеше каде што се приклучуваа многу млади луѓе. Што се случува сега, како пандемијата влијаеше и како ќе продолжите понатаму? Да, пред да одговорам на ова прашање, само би сакала нешто да надополнам на она што кажа Мартина, нема врска со моето прашање, ама настаните кои што МКЦ ги правеше и кои што беа на отворено, мислам дека се, барем мене, ми покажаа дека многу е важно културата да биде отворена и достапна за сите. Со тоа што забележував дека кога одев да гледам филмови на отворено или не знам концерти некои што се случуваа на отворено, имаше многу луѓе во надворешниот дел нели од заграденото кои што не беа влезени во делот каде што си плаќаш карта за да го следиш настанот, но сепак го следеа настанот од надвор од оградата. Можеби ова се луѓе кои што можеби никогаш не би посетиле културен настан, но ја имаа можноста да го следат, да ги следат тие културни настани и ова јас сум убедена дека поттикнува културата да навлезе и во оние слоеви во кои што се уште не навлегла и можеби дури е и на некој начин предност во однос на тоа дека ќе натера и ќе освои многу повеќе луѓе кои што следната година можеби би влегли и би си платили билет затоа што ќе научат дополнително да ја ценат културата. Да, кога спомен ова луѓе позади ме подсети на синеде и се обично у парк кога се собиравме, ја баш позади редовите седев и позади мене зад оградата имаше нон-стоп публика се собираше и дури имаше седење со ќе си купи пијачка, ќе си дојде со друштво тука и се насобра, имаше дополнителна публика на публиката што е плюс млади луѓе, плюс различни генерации луѓе. Да, ова ја прави културата достапна за сите, а оние кои што вистински нели веќе вистински знаат како да ја ценат, ќе платат за да ги поддржат артистите, но следната година многу повеќе луѓе можеби ќе платат за да ги поддржат артистите, затоа што ќе имаат увидено која е тежината на нештото. Да се надоврзам на Елена и на Бојан. Се случи дури момент на, мислам дека дали беше отворањето со Стела, не знам кој филм беше преполно во градски парк и јас поминувам од позади ограда за да сликам, нели имаме премиера вако такво и сликам и добивам коментари од позади мене луѓе во што седат, кога тргне и сега го гледаме филмот. Јас сум као леле предобро. Така само тоа, извинете што ме прекинав. Да, извинете, јас што се надоврзав, морав ова да го искоментирам. Сега да се навратам на активизмот на Fridays for Future или Петоци за иднината. Мислам дека оваа година беше навистина голем предизвик за ова движење. Секаде нели ова е меѓународно младинско движење како што знаете и мислам дека не постои општество во кое што движењето не замре, така да кажам, но она што многу ми се допаѓа на почетокот на годината, кога излезе пандемијата и првите карантини и полициски часови, она што македонскиот огранок на Петоци за еднината го правеше е дискусии, интервјуа и некој вид на дебати, кои што ги правевме на Zoom и ги стримавме во живо на Facebook. Така почнавме да се дигитализираме и ова дополнително овозможи за помалите гранки од другите градови од државата да можат активно да се вклучат во движењето на ниво на држава, нели? Затоа што се до тој момент сите тие гранки во Кавадарци, во Битола, во Валандово многу беа тивки постојано и сега ова
им даде можност да се вклучат сите заедно и заеднички да ги организираат тие онлайн активности што ги имавме во форма на дискусии, дебати, па дури креирање постери и промоција на проблемите на Има ли млади сега луѓе плюс некои што еве да речем 2018-2019 година не ги гледавме полиците на вашите акции. Разли за еколошкиот активизам, затоа што освен знам дека Fridays for Future освен анимирање на млади личности, имавте и плюс некои барања, например, како да се влезе, односно климатското образование да влезе во формалното образование. Паралелно со тоа, веројатно, се грижавте, односно пробувавте да мобилизирате и други луѓе. Да, обидите да се мобилизираат се повеќе луѓе постојат и се уште постојат, нашата замисла за внесување на концепт на климатско образование во македонскиот образовен систем се уште постои и мислам дека веќе и многу посозреана отколку што беше минатата година. И токму она сега конечно да одговорам на прашањето што го поврза ти со слобода и протестот што се случи пред неколку месеци од другата страна на булеварот спротив владата во Скопје. Токму тој протест беше за побарување на внесување на концептот на климатско образование во македонскиот образовен систем. Но и не беше само за тоа, бидејќи Fridays for Future во главно протестира и бара климатска правда, а внесувањето на климатско образование во образовниот систем е само еден дел од патот кој што сакаме да го одиме кон постигнување на таа климатска правда. Во однос на слобода, што се случи на тој протест беше многу специфично и навистина фрустрирачко и разочарувачко. Она што се случи беше дека ние сите протести досега сме ги најавиле. Се било, мислам, и покрај тоа што не е задолжително нели најавувањето протести, можеш да излезеш да протестираш и без да го најавиш својот протест. Ние сепак чисто за безбедност секој пат си го најавуваме затоа што можеби и за нас е добро да има неколку представници на полицијата таму чисто за општа безбедност. Сега што се случи откако го најавивме тој протест, јас бев таа која што го беше поднела писмото во полициската станица, така што еве мене ми се јавија и ми побараа да дојдам во полициската станица без конкретно да кажат што се случува. Прво мислевме дека не треба да одиме, ама окей, ајде да бидеме фер, отидовме во полициската станица и почнаа овде притисоци да го откажеме протестот или да го одложиме. Притисоците беа навистина апсурдни, јас би рекла, поради тоа што на крај излезе дека причината е тоа што доаѓа представник од друга држава во посета на македонската влада и само поради таа причина не сакаат протестот да се случи во тој момент токму пред владата. Протестот се одржа спротив владата, дојдоа млади луѓе, ме интересира исто ова да се надржам. Дали ве демотивираше вас тоа што ве префрлија владата или уште малце ви дае кураж да излезете пак ќе протестираме за наша бара? Мене лично можеби ми даде храброст и енергија и понатаму, односно гледаш директно пред себе кој е проблемот, дека има и дополнителни проблеми со опресија се уште во македонското општество, но од друга страна мислам дека за многу помлади луѓе, особено средношколците, ова ги демотивираше дефинитивно. И мислам дека тоа е опасно, несомнено е опасно да се демотивираат средношколците и младите луѓе и да се одвраќаат од нивната желба за активно граѓанство и политичко дејствување, затоа што денес тие млади луѓе критички се настроени кон овој проблем, но утре општеството ќе има потреба од критична маса која што критички е настроена кон друг проблем. И само критички ќе обсервира, ќе анализира, ќе биде прогресивниот удел во целото општество, нели?
Токму така, со опресиите од ваков тип се пригушува критичката мисла во младите и ние само создаваме идни граѓани кои што нема да бидат овде кога ќе му бидат потребни на ова општество. Затоа мислам дека ваквото одвраќање на младите од нивната желба за политичко дејствување е опасно дури и за моменталната влада која што постои, дури и за која било структура, затоа што доколку се бориме за прогрес и ги посакуваме некои европски вредности, посакуваме демократија и слобода, ова е навистина угнетување на желбата за демократија во самите нејзини корени. Да. Ви посакувам многу среќа со Friday for Future понатаму. Орхан, ти те прашам малку да се навратиме. Елена спомна во делови ментално здравје во скоп на пандемија. Тоа беше една тема што е на глобално и на светско ниво многу луѓе збореа и се збореше и на неформално ниво, односно и владините организации, беше спомнувана и од власта и така натаму се бираа програми, начини, семинари имаше, онлайн курсеви, свашта имаше за ментално здравје. Ти да ми кажеш како млад човек, како одржуваш ментална хигиена периодот? Што правиш? Мислам, кога нема услови, кога нема излегување надвор, локали, сега после 18 часот, нема клубови, кога скоро и да нема концерти уживо, освен онлайн курсови што ги рече Мартина. Како да се задржи напредна мисла и здрав разум во цела оваа ситуација? Која е призма на човек? Па искрено се потешко и потешко станува. Мислев дека најтешко ќе биде на почеток, дури се навикнеме, ама на почеток ствари ми беше барем мене најлесен период кога можев да бидам продуктивен и после се помалку и помалку станував продуктивен. Не можев да се концентрирам на тоа што работам. Зашто не знам некако и онака сум екстроверт и малце не ми годеше цела ситуација. И па не знам како би се snašao зашто и јас уште имам проблем со тоа. И многу некако нагло ми дојде цела пандемија зашто до пред пандемијата бев цело време надвор на различни активности, представи овона и одеднаш дома и така да Шо највише ти недостига од она што претходно го имаше, а што мислиш дека од ова највише ќе пренесеш и уединина како добро нешто? Да, па највише ми недостига ипак дружењето како надвор, само за тоа што ќе бидам надвор со други луѓе, со друштва, исто давање представи, зашто глумам во театарски представи, се до тоа целиот живот пред пандемијата, а тоа што како научив од пандемијата, на некој начин мислам дека и кога ќе завршива цела ситуација, малце ќе научив да можам и сам со себе малце да живеам. Мартина, ти како се снаоѓаш у периодот? Што правиш? Читаш книги, филмови, гледаш серии, концерти онлайн или на крај крајава имате доста работа у МКЦ, иако изгледа дека не е така, но верувам дека имате многу работи со организирање на Што се дешава со тебе? Како се задржуваш? Со мене главно идам на работа. Тоа е најглавно што ми одзема највише време, али и баш фино што ми одзема највише време, пошто многу е, не знам, огромен предизвик беше оваа година, али како и секоја година кога почнуваме со настани, со работа, едноставно не дека пратиш, као работиш и поминуваат месеци, после си као, уствари завршува годинава, отчет пишуваме, колку сработивме и не ни се веруваше, мислам, да не испадне како да се фалам или нешто, ама стварно не ни се веруваше колку се сработивме, дури мод го реализиравме, што мислевме дека ќе се откаже. Минатиот месец се одржа 45-то јубилејно издание на МОД. За прв пат беше и хибридно. Програмата беше онлайн достапна и во живо. Значи, мотото ни беше ки има и утре, бидејќи стварно, као што тргнавме,
со сите настани и со начинот на кој ја реализиравме нашата предвидена програма на страна од одложени и откажани настани. Тоа ни беше најглавната цел, да дадеме надеж на луѓето дека стварно ќе има јутре, дека не е само ова што се случува сега. И така го отворивме и затворивме МОД со представи во живо, кои беа работени конкретно за вакви услови. Значи, представите со претходно работени во смисла на знаеме што ќе биде, како би требало да се реализира представава ако идеме на фестивал, и така ги правеа режисерите представите. Значи се адаптира на моменталните услови и сватија што треба да направат за да го реализираат тоа што го замислиле. Така да, не знам, мене многу ми се свиѓаше колку луѓе од културата може да се адаптираат на моментална состојба во целиот свет и да преку тоа да пробаат да си го покажат своето, да дадат еден акцент на ствари што се стварно битни и никогаш да не замре тоа. Значи, пак ќе се навратам на нашата мота, али стварно, како ќе има и јутре, како не ја дадовме живата уметност, како се уште веруваме у концерти во живо и дај Боже на пролет ќе не биде, дури го реновиравме и МКЦ, тоа е нова, уште се реновира, можда и слушавте делумно тропкање во позадина, пошто цело време се работи, али не знам, едва чекам да дое пролет, едва чекам да почнеме со концерти на отворено и едва чекам да сликам гужви од публика. Пак, стварно. Ја ти кажам право, многу ми недостасува. МКЦ ми е втор дом и едва чекам да се вратам у МКЦ. МКЦ all around да го сетам и галерија, и плочникот долека, и Малиот принц, и горе салата, и околу, и шутка да влезеш. Апсолутно. Нели, whole package, се. Сакам многу успех, Мартина, во 2021, ако речеш, баш сега да те прашам на адаптирањето, но ти целото тоа ми го. Да. За крај пак да ја прашам Јелена и Орхан. Како ќе биде утре? Што ќе биде утре? Како ќе биде 2021? Затоа што има една кованица, нели, новото нормално што се употребува, за мене е глупава кованица, ама сепак се употребува, нели? Што ќе биде утре? Како помлади луѓе што ќе правиме утре? Нели, што ќе правите? Тоест, вие утре 2021, 2022, 2020, што ќе земете како поука од оваа година за наредната? Ќе се вакцинираме, да се надеваме. Јас искрено многу ја мразам фразата новото нормално и од самиот старт ме иритираше, ама како поминува времето се повеќе ме иритира, а гледам дека оваа фраза многу и од младите луѓе ги иритира, затоа што не знам, ова е некаква лажна позитивност. Тоа фразата ни дава некаква лажна позитивност и тоа е навистина екстремно токсично, особено за младите, мислам, согледувам секојдневно колку се иритирани и сфрустрирани од спомнувањето на оваа фраза, затоа што ова што се случува не е нормално и нема потреба да го презентираме како нешто нормално. Едноставно да прифатиме дека не е нормално, дека треба да помине и дека ќе издржиме, да, ама треба да се движиме кон решавање на моменталниот глобален проблем, а не да се лажеме дека е нешто нормално. Да, претпоставам и што рече ќе се навратам преска дека од сето ова веројатно ќе произлезат и нови вид на култура, односно културни настани кои што ќе мора да се адаптираат нови модели на активизам, нели физички оној развој на така наречен виртуелен активизам или пасивен активизам, сега како да викаат на некои конференции. Претпоставам дека сите ќе се навикнувате според тоа, но гледам дека активни сте и верувам дека не прекинувате со активности. Мислам за тоа што, нели, младите се тука, на нив им треба да останат да бидат креативни, да бидат културни, нели, да бидат движечка сила.
Да, јас само вака можам да сумирам се со тоа што ќе им порачам на младите дека јас не знам и не знаеме и никој не знае што ќе биде утре и како ќе изгледа иднината после 5 месеци, после 1 година, после 3 години. Навистина не знаеме и тоа е во ред, затоа што никој не знае, ама тука сме за младите, тука сум јас како младинска работничка, тука е Еквалис како младински сервис, тука се и Fridays for Future, иако не толку интензивно активни сега, младите се добродојдени да се приклучат и на таа иницијатива, така што се што треба сега да направиме е да се грижиме едни за други, да поминуваме време со луѓето што ни се блиски, што ги сакаме, во средини во кои што се чувствуваме безбедно. Ова не значи дека сите имаме средини во кои што се чувствуваме безбедно. Многу од нас, многу млади, немаат таква средина за жал, но особено за тие млади, тука се младинските центри и организации во кои што има стручни младински работници кои што се овде да дадат поддршка и насоки и да бидат другари со вас младите на кои што ви треба тоа. Фала ти. На крај, Орхан, нешто да кажеш за крај, како ти ја замислуваше наредната година низ твоја призма, низ средношколец призма, но и низ иноватор? Да, па многу зависи, не знам, не можел никој предвиди за што ќе се случи, како никој што не може да предвиди за оваа година, но случај да заврши ова целава ситуација. Мислам дека многу подобро ќе биде како пред да почне, зашто многу ќе научиме да го цениме цело тоа време што го поминуваме со други луѓе. Во поглед на како средношколец, исто така повеќе ќе оценам школата. Само се вратувам на училиште. Што пред пандемија никогаш не мислев дека ќе го кажам. Исто во поглед како иноватори, мислам дека и истата работа, дека многу би бил среќен да можам да пак да се спојам со цел тим и да твориме и заедно да работиме и целото тоа. Мислам дека, како што кажав, повеќе ќе оцениме целото тоа. Фала ви, дечки, на сите. Мислам дека помина више 40-50 минути негде, требаше 40, ама ете, нели, секогаш може и 5 сати си правиме муабет. Фала ви многу на сите што бевте тука со мене. Остануваме понатаму, не знам, ви посагувам среќна нова година и на вас и на сите што не гледаат и слушаат, што го гледаат и слушаат видео, нели? Фала и на тебе, Бојан, фала за поканата и среќна нова година и до Радио МОВ. Фала ти многу и среќна нова година и до МКЦ, и до Еквалис, до Fridays for Future, до Орхан и цел тим, Бајони кои што има успеси многу со производи понатаму да радите успеси. Дечки, се гледаме пак некаде, или на свирка, на журка, на конференција, на протест. Така е било, се гледам. Фала и од моје име и од име на Еквалис.